Ако куќа не направив со високи шимшир порти, куќа цел свет братски ми е. Братски срце што отвора. Срце порта не висока, срце куќа не широка. Со свечена манифестација и низа активности Велес по 59-ти пат низ Рациновите средби го чествуваше ликот и делото на великанот Коста Солев Рацин. Коча Рацин, поетот и револуционерот, основоположникот на современата македонска поезија и литература. Со неговото перо се искажува богата творачка природа, што извира од корените на животот, на угнетениот и поробен народ, за да мине во пркос и отпор, за чекорење кон сончевата слобода. Со својата поезија на македонски јазик Рацин ги создаваше вредностите на македонската национална култура и го објавуваше низиното право на слободен развиток, токму во времето кога беше одрекувана и забранувана. Од 1964 година Велес е домаќин на поетите од Балканот, кој во родниот град на основоположникот на современата македонска поезија Коча Рацин го слават битот на поетскиот збор. Покрај презентацијата на поетското творештво во рамките на Рациновите средби се одржуваат и научни собери посветени на животот и творештвото на Рацин. И оваа година во чест на Рацин во спомен куќата во неговиот роден Велес се читаше поезија, се одржаа низа настани и активности, се собраа поети од целата држава. Улиците. Наутро зората со сонце улици бишува, а утра во модри мириси минуваат понив со нашите надежи поплочени, понив црни црви невегливи лазат улиците со нашите радости осветлени и потемнети, изземнети од срца студени се крстуваат, се испрепречуваат една со друга, со смок во срцата, со нашите исчекувања чудесно и чудно обоени. Од излозите излегуваат недосонувани соништа и сонца невидливи, скриени. Улиците, улишта разроени, без медоносни пчели, без цели, сал празнини и стопорени по лицата на минувачите, уморени од квечерините, залулани во тркалесни лампиони, сонливи и избунети и сите по насока кон крајот. Божја посестрима и со посвета на чемерната земја што ме создаде. Вознемир жежок се вгнездил среде силата. Низ грубите облици, меѓу мразните острици, нејасна е милата, црна испреплетеност дрочна. Мраморни продорници се уриваат, се гребат и се ронат тешко, шумно. Раката што ги изви, со блажен восторг, да проблесне во сенката на кристалите вистини, Божјата посестрима за срце ја приложи. Лежиш во модри длавки, гориш во шеќерни јатки, те завиваат матни, о виори, голи, морни, стапките ти ги лижат, горко ти го растураат снопјето. Магнети низ поле густо и кротко ги мамиш летите вретена. Им ги дробиш злостите, воздушни гранки навираат. Боскотно карпите гламји ги распрснуваш. Разлетани замоци се нишаат прозирно. Копнејќи, вознесуваш. И ќе вознесуваш ти, мрачни редици и редици, до вишните божилаци. Трпение, спасение, пополека подалеку. Трпение, спасение, на мојата брзоплетост често знаеше да рече татко ми. А јас, која сака се сега веднаш и одеднаш, не можев да сватам што сака да ме поучи. Еве и сега, се уште учам да не брзам, да не итам, по друмишта да не скитам, да сум одмерена, разумна и мудра, мугра да не чекам будна, да си дадам сон и спокој, трн да не чувам во око, да сум чум кој мирно плови по месечевата река, сигурна дека кај што сум тргнала ќе стигнам, пополека, подалеку, како што ме учеше татко. Кога завршила гимназија, баба ми се запишала во Софија да студира германски јазик. Меѓутоа и дошло позив од војска, од тогашната социјалистичка партија и била мобилизирана да учи учителска школа. И со тоа станува една од првите жени кои што се првите повоени учителки на современ македонски јазик
во време кога Македонија се уште немала пишана историја. Првата служба и била во новоотвореното училиште во Скопје, кое што се викало Кочо Рацин. На првиот патронат некој требал нешто да каже за Кочо Рацин, меѓутоа тогаш нели немало пишана историја, немала таа извор од каде да земе нешто повеќе од она што тогаш се знаело за Рацин. Не само таа, туку и ние да нели што работеле таму. И неа ја одбрале како најписмена, дали тоа беше субјективно нешто што ми го кажа баба и за самата себе си, или нели така навистина ја сметале неа, како најписмена ја одбрале да биде таа која што ќе прави некоја, нели, некој говор, некоја беседа за Кочо Рацин. И баба ми од немајкаде нашла некоја жена, соборка на Кочо Рацин, заедно биле нели во Димитар Влахов батальонот. Пошла кај неа и се представила и таа не сакала да ја прими. И баба ми била многу упорна. Стојала пред капија и рекла: "Ве молам, нема да ве прашувам ништо, само сакам да знам каков бил Кочо Рацин, за да може нешто да им кажам на децата. Јас не сум ни политички ни ништо, само мене ми треба нешто, некаква било каква информација за Кочо Рацин." И се договориле некако, ја потресна и приказнава, не? И жената ја примила. И кажала она што и јас го бев знаела од училиште, дека бил повлечен, дека бил интелектуалец, дека секогаш бил со некој мало тефтерче, секогаш добро, секогаш се нешто си запишувал, не остварувал многу контакт со другарите од батальонот и бил заинтересиран само за онаа кауза, за македонската кауза и нели за неговите списи. И тогаш на баба ми и се испуштила и ја прашал: "Па добро, како умре?" Тогаш жената ја фатила, ја натепала и на клоци ја избркала од кај неа. Тоа е анегдотата, а ние знаеме како треба да го претолкуваме. Тоа е нешто што јас не го научив на училиште. И оваа песна е посветена на баба. Тогаш кога имаш време да размислуваш за животот, имаш најмалку време да го живееш. По смртта на баба ми станот почна да се распаѓа. Северот до бескрај да застудува. Липата да мириса на бензин, водата пожолти, таваните се спуштија, теписите иструлеа, од столовите останаа само ногарките, воздухот се згусна од киселовина, летото беше лето само на гоблените. По смртта на баба ми ние почнавме да се распаѓаме. Мајка ми прави само еден вид супа, ни останаа само питите на тетка Васка. Во нашето семејство салепот е со поминат рок, не ги користиме истите зачини во манџите, не јадам натопени бисквити во туѓо кафе, немам кревети во кои можам да си го ротирам спиењето по ноќи. Не чувам повеќе јорговани во вазна, не палам телевизор, заборавив кога се главните вести на радио и упорно го грешам клучот од сопствениот дом. Тоа е доказ дека и предметите имаат душа, а луѓето ја губат својата со заминувањето на некој сакан. Свика баркот. Облакот го испиша својот баркот на небото. Ако не го фотографирав, ветрот ќе ги уништеше сите докази. Сега стручни лица ја проверуваат веродостојноста на фотографијата, а јас гледам во небото и чекам нов облак. Овој следниот немам намера да го фотографирам. Проблем. Но сега јазикот се вика. Прими го ова тешко молчење како молитва пред тебе. Ти што гледаш назад во вековите и напред во времето, запази ми го зборот од истребување, скри го негде меѓу водите, меѓу тишините, да не ни исчезне со градот, и народот, и книгите. Ти што го знаеш точниот број на галаксиите и созвездијата и секоја звезда ја именуваш по име. Преброи ги нашите зборови од прабабите, од бабите, од мајките. Запиши ги во твојот речник на вечноста. Нам, отпиши ни од товарот, од бремето, од искушението и простиниот и се ни даде и ништо не умноживме. Благодарам. Чест и задоволство е да се слуша говорењето за Рацин од професор доктор Васил Тоциновски.
Професоре Тоциновски, 59 години, Рацинови средби. Како активен учесник во истата манифестација, што се промени од самиот почеток на Рациновите средби во текот низ годините, па еве досега? Па, знаете како, секој ден е нов ден, нова промена, а генијалноста на втемелувачот на современата македонска литература Кочо Рацин е единствена и неповторлива. Од тука таа е секогаш нова, секогаш поинаква, нуди нови вистини, нови откритија, дава нови насоки и отвара нови порти кон иднината. Рацин едноставно е човек што во една национална култура, во една традиција и континуитет на едно татковинско обстојување се раѓаат еднаш во столетието. Таков е нашиот Рацин, бидејќи едноставно, како што вели Блаже Коневски, сите ние сме рациновци. Тоа е едноставно синоним, знак на препознавање, знак на идентификација, песна и молитва на македонскиот идентитет и македонскиот непокор. Рацин говори, пее за малиот човек, пее за животот кој е еден и краток, но големината негова е во тоа, што тој, воспевајќи или испишувајќи стихови за малиот човек, за субјектот, говори за големите теми како што се љубовта, судбината, тагата, болката, смртта, поразијата, недоразбирањето, омразата. Е сега, спротиставеноста на малиот човек од една и на сите овие големи работи од екзистенцијата се тајната на клучот, магијата на поезијата на Рацин, да се совлада болката, да се победи тагата, да се уништи поразијата, омразата, злобата. Рацин за песната го даде својот живот, возврати со собствениот живот. Од тука тој ги поставува оние најсуштински прашања кои во препознавањето, поаѓајќи од изворот што се именува македонски, всушност го достигнува врвот, се искачува на Арарат со тоа што сето тоа го поставува на универзални, општочовечки димензии и вредности. Да не заборавиме и мора да повториме и добро да запомниме дека само таа универзална димензија е трајна вредност на литературата, секако со естетските вредности кои кај Рацин по едноставноста и убавината се едноставно неповторливи. Затоа и Рациновите средби, кои радуваат и од година во година, го враќаат стариот блесок, убавината на некогашните златни времења, да не подсети и да ни каже низ онаа мудрост што ја упатува и Рацин, да се сакаме и почитуваме самите. Ако ние тоа не го сториме за себе, да не очекуваме дека тоа некој друг ќе го направи за нас. Живее ли споменот на Рацин во Велес, успеа ли градот да го зачува духот на основоположникот на современата македонска поезија? Ке почнам пак со веќе мислата што е изреков. Рацин е една и единствена личност. Тој не само што живее во Велес. Велешани, како и македонците, наизуст ги знаат стиховите, песните на Рацин и тоа е исклучок. Ретко се паметат стиховите и песните. Се паметат Рациновите песни едноставно зашто тој е душа македонска. Тоа е судбина трагична македонска. Тоа е папочна врска низ неговата немерлива љубов и блискост со неговата мајка Марија. Тоа ќе рече дека поезијата, литературата, која се надградува над генијалноста на безимениот народен гений, ја има во македонскиот пример мајчинскиот елемент. Зборникот на браќата Миладиновци 1861 година, значи ќе потврдам она што го реков со аргумент, сите песни, од првиот до последниот збор, од првата до последната строфа, од првата до последната песна, ги имаат испеано македонските жени, македонските мајки, сестри, девојки, љубовници. Убавите македонски жени со еден збор.
Огреа ли белите мугри на Рацин конечно? Па, Рацин е личност, со сигурност можам да ви кажам, да ви потврдам, бидејќи тоа беше и моја професионална обврска и работа, редок примери во светската литература, кој активно живее, се сака, народот го сака, во него се препознава себе си, во него се пресоздава, едноставно како што Рацин вели за македонската народна песна. Ние веруваме во Рацин. Ние, верувајќи одејќи во иднината, одиме со Рациновата мисла. Ние го сакаме срцето на Рацин, едноставно зашто сме во него, а во тоа малечко срце, како што пееше Рацин, е собран целиот свет. И она што вели, ако куќа не изградив, куќа братска цел свет ми е. Сакам да кажам, Рацин е антологиски, светски поет и тука тоа е вечно наше македонско паметување. Едноставно, тоа е наше македонствување. Поезијата на Рацин е непресушен избор на инспирација за генерациите кои го чествуваат неговиот лик и дело. Госпоѓа Лили, 59-ти Рацинови средби, колку е задоволство да се чита поезија токму во куќата на великанот Коста Солев Рацин? Чувството му го посакувам да го доживее секој поет, бидејќи навистина човек се чувствува возвишено, прекрасно, како да станува дел од таа историја во која се запиша Коста Солев Рацин. Бидејќи сите ние сме, секој македонец е задоен со песните на Коста Рацин. Таа поезија тече во сечи вени и навистина да се биде дел од сетова, да се биде тука со познати писатели, поети кои што навистина се важни имиња во нашата македонска книжевност, е вистинска чест и задоволство да се присуствува тука помеѓу нив. И секако да се прочитаат редови од она што било наша преокупација, наши доживувања, наши емоции, она што сме го преточиле на хартија во поезија, во поетски збор, да стане дел од јавноста токму во овој простор. Зачува ли духот и традицијата Рациновите средби, што говори вашето искуство во годините наназад? Мислам дека Рациновите средби се нешто што е живо, нешто што трае, нешто што повикува да се приклучуваат и други луѓе. И секој што станува дел од Рациновите средби, мислам дека остава како некој, се вградува во тој темел на нашата Македонија и сметам дека манифестацијата треба уште повеќе, значи јас не ја следам секоја година, не сум учесник секоја година, меѓутоа претпоставувам дека самите организатори, нивната креативност нема граници, сепак се задржува во традицијата, бидејќи ние некои работи мора да ги оставиме во рамките на традицијата, само да се надградува секако од оној духовен аспект. Живее ли поезијата на Рацин во делата на неговите наследници, еве во помладите писатели, поети? Секако дека живее. Секој што пишува за љубовта не може да го прескокне она што го доживел кој ги читал песните на Рацин. Исто и социјалната поезија. Сите ние на некој начин не можеме да останеме имуни на секојдневието, не може да не допре она што се случува околу нас, исто како што она време во кое што живел Рацин го допирале маките и страданијата на работничката класа, на луѓето кои што работеле, кои што биле тутуноберачи, кои што работеле во разни фабрики, исто така и нас денес како поети, како автори, не може да не допрат сите они работи што се случуваат околу нас, па затоа можам слободно да кажам дека духот на Рацин навистина живее во Македонија. И не само во Македонија, туку и во светски рамки, бидејќи неговото дело е признато и во светот и неговото место навистина не може да се оспори од никого. Без разлика колку и како се обработува или колку и како се е застапен во секојдневието, во наставата и така натаму. Овогодинешните 59-ти Рацинови средби завршија со поетски митинг со 15 учесници од земјава и балканските земји.